Слава ти, Господи Исусе Христе. Деца, имате ли нешто за јадење? Слава ти, Господи Исусе Христе. Амин. Слава ти, Исусе. Христос воскресе. Христос воскресна, секој ден воскреснува. Да воскресне во нашите срца. Амин. Ние и денеска сме собрани во името Исусово, да се радуваме, да ја примиме силата на љубовта. Согласни сме, собрани во име Исусово и велиме сите не за сатаната и смртта. Не за сатаната и смртта. Да за Исус. Да за Исус во мојот живот, во нашите животи, во нашите семејства, во нашите деца, партнери, роднини, во нашите домови кои ги предаваме во собственост на Исус Христос, да бидат молитвени домови и ние да бидеме храм на Духот Свети. Те сакаме, Господи Исусе Христе, се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине во името на Господ Исус Христос, надвор од нашите животи, надвор од нашите семејства, надвор Сатано, бегај од нас Сатано, во името на Господ Исус Христос. Ние му припаѓаме на Исуса Христа. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Оваа средба по водство на Духот ќе ја почнеме со сведоштво за милоста Исусова, за тоа кој е докторот, кој исцелува, кој прави чуда, што се случува. Пред само една недела, две, ние имавме состојба, аларм состојба на двајца наши сотрудници. Значи, Љубиша и Катерина дојдоа до состојба да им се каже дека ако Катерина има дете, а таа е сега блажена, слава ти Господи Исусе Христе, или детето ќе почине или таа. Мајката од Русија се јави и му рекла на Љубиша, немој, ќе се случи тоа и тоа. Беа на преглед овде во Скопје, истото го потврди. Добро, само јас да правам вовед. Истото ќе го потврди македонскиот доктор, потоа тој ќе ја раскаже приказната. Горче, исклучи го микрофонот. Последен пат се молевме овде и рековме во името Исусово во Духот ново срце. Слава ти, Господи Исусе Христе. Сега Љубиша ќе сведочи Катерина. Сега. Еве вака се мора да одиме на 3 јазици дискутираме. Еве вака. Алелуја. Ред. Добро вечер, браќи и сестри, сакам да ви кажам, да, дека ова што го кажа Тихо како најава на вистина се случи. Јас не знаев за здравствената состојба на Катерина, бидејќи мајката не ми кажа кога ние влеговме во брак и ова, не добив никаква опомена дека таја има специфична здравствена состојба, дека има некој здравствен проблем или момент. Туку, да, кога остана Катерина бремена, јас си пишав на мајката за да ја израдувам дека Бог не благословува со дете. Мајката вели, никако со дете, никако, ќе умре или Катерина, или детето, или двете, не смее. Зошто? Љубиша не знаеше. Ме замоли да, само малку, да, повлека, ме замоли да на мајката со инсистирање да појдеме на приватен кардиолог и закажавме лекарски преглед. Отидовме заедно тројцата, Катерина, Љубиша и јас, за да му помогнам во комуникацијата. Докторо испраша се, како е, зошто сте тројца тука, се извинувам. И ја прегледа и рече дека ќе биде нужно да се направи ехо. Не знам, некој звони. Само малку, Љубиша. Остави дека звони. Да. Докторот ја изгледа убаво, детална, длабинска анализа и ми рече дека Барш Сатано замолку. И рече дека точно е она што го кажале руските лекари некогаш, Катерина мора да ја прекини бременоста
бидејќи има некоја белодробна хипертензија или висок крвен притисок на белите дробови, не ќе може да ја издржи бременоста, препорачувам и се согласувам таја да абортира, ќе си посвои дете, има сурогат мајки, нека и носи некој друг дете. Вели, некако го соопштивме тоа малку во завиена форма, но се вративме дома, во срцето знаев дека Исус нема да ми изневери. Слава ти. Се вративме дома и кажав на мајката најхристијански, најискрено и реков полека, не се вознемирувај, не се грижи. Тај е во немир родител, ја разбирам, вели? Но сакав да го разберам Исус кој ми ветува се. И вака си реков во срцето со Катерина, кого ќе го слушаме? Стравот или Бога? Докторите или Исус? Еден од нив е во право, еден не е во право. Ми заспана. Да, и љубеше вели на Катерина, ја знам дека плачеше многу Катерина вечерта. И јас ја гушна вели и како ми заспа на дланката, се молев Исусе, Исусе, Исусе. Како што јас ја држам на дланката, така држи ја и ти цела вечер потона во молитва. Потона во молитва. И секој ден и се смири малку Катерина, меѓутоа веднаш после неколку дена мама ја обезбеди карта авионска и рече нема да оставам на случајностите во Македонија, ќе ја земам ќе дојди во Русија, да ја испитам, да видиме што руските лекари ќе кажат во Москва. Биле најден преглед. Прво во Русија беше кога? Пред 4-5 дена. Прв пат отидоа Катерина и мајката некаде во некоја руска болница. Срцето, белите дробови и доктор вели окей, нема проблем. Слава ти. Добро. Сега ајде трето мислење, сега односно четврто. Уште кај еден доктор, Катерина плачи сега во моментот додека го кажува Љубиша, повторно во приватна болница платиле некој кардиолог врвен во Москва, ајде уште еднаш срцето, плодот, да се направи проценка. И тој вели, докторот рекол, сосема малку и незначително има некое поместување на срцето, но тоа не пречи за да го носи плодот. И тој го гледа резултатот од Македонија, бидејќи го испративме од овде, во, нели? Љубиша му го даде се што кажа скопскиот лекар, и тој го гледа и вели, ништо од ова што кажал скопскиот лекар, јас не гледам. Точно, да. И вели, како Господ ја смени целата ситуација. Од смрт во живот. Слава ти, Господи Исусе. Од болест во здравје. Од болест Слава ти, Господи болест Исусе. во здравје. Слава ти, Господи Исусе. Амин. Ве молам, верувајте во Господ Исус Христос. Ви велам, верувајте затоа што тој дава и сета слава му ја дава. И дава, и лекува, и нуди, и се. И вака вели, од време на време со Љубиша ќе се видиме во текот на денот, ова јас го велам. И вака вели, Исус ми шепотеше во срцето дека нема да ме остави без дете, дека нема да не остави со празни раце. Дека ќе им даде. И вака, целосно, комплетно, резултатот не е точен. Значи, се е супер. Нема висок притисок, нема бели, нема... Со бајлето го видели бебето на гинекологија и ова, и супер. Ете, да. Значи, цаци, спремај се за мекици. Ајде, Господе, пастир мој, кога се вратиме во службата. Сакаш што да кажеш? Катерина сака да каже. Ајде. Таа од Русија. Ајде, Катерина. Се радувам. Да. Ова се друга група се ови. Ајде, ти ќе преведеш, ти. Земи ја преведува. Вак, чек, вака ќе направим. Биде вак. Да. Љубише нека преведува, ајде. Мора вака. Сака Катерина нешто да каже во склоп на сведоштвово. Вели, точно е, да. Сите прегледи покаже дека сум повеќе од здрава. Значи, не во нормалата, него во супер нормала. Супер здравје. Супер здравје. И то детални
длабинско, на пулмологија, на респираторен, на се што требаше. Че вистина чуда прави. Nisam доктор, да го просто слушам. Да. И вели, многу ми беше важно што Секој ден. да, секој ден се молам, сабајле вечер. Откако сум излезена од оваа ситуација, откако ми дојде во животов, се држам на молитвата на Исуса Христа и му благодарам, јавно му благодарам за мирот кој ми го даде, да го пребродам. Ова беше оган низ кој поминав. И докторот рекол, да, ќе ја носиш бременоста 9 месеци и ќе го родиш детето и ќе биде здраво и ќе биде живо. Затоа што Бог, Исус ја смени целата Слава ситуација. ти, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Исусе. И сега, покрај ситуацијата која Бог ја допушта во животов на Катерина и на Љубиша, сега незината мајка и баба, православни христијани руски, ама сега таа му однесе некој друг начин на суштествување на Бог кој се покажува. Да само молитва. Тие биле само, да, православни, да. А сега? Сега мајката вели, ова ми е и за мене е нешто поживо, подиректно, се согласува и почнале да се мола заедно. Чуда прави. И ви вели Катерина, ве благословува сите да сте живи и здрави и глуви слушни. Сите ја сакаме и ја поздравуваме. Сите ја сака и ја поздравува и фала му на Исуса Христа. Исус секогаш да е со неа. Еве луѓе како Бог исцелува. Амин. Слава ти. Беше има многу голема вера. Слава ти, И Бог сите молитви му ги Дека ти имаш услишува. вера цврсто, Слава ти, Господи. а вели, имаш цврста вера. И Да. Бог све слуша и дава. Амин. Фала му, Амин. слава му. Еве и Он е кратко многу само цврсто верата. измија. Што шо се пише? Работа готово успее. Еве и од глувите една жена која од Германија, која исто ревносно е приклучена, се слуша и се моли, најде работа. Слава Значи ти, немаше Исус. работа, немаше некој најде. толку време. Тоа беше најде работа. Со молитва, да, без напрегање вели. Без напрегање преку една пријателка, значи како Бог вели ја створи ситуацијата, пријателка која гледам, да. Да, ајде. Гледам. Да, седнале на кафе и во разговор со незе, и с неја рекла барам работа. Да. Кратко. Спеа. Да. Стави една салфетка да не се лизга. Спеа, најде. Најде работа. Готово. Денеска почна Ајде. да работиш. Исус Почна. со Да, да. Да си благословена и ти. Амин. Ете така. Господ ти даде и кај тебе. Ајде, да сме живи и здрави. Одиме, Господ е пастир мој, па да Аха. се вратиме на ова. Добро, тој е бројот. Тоа е При крај, да. Број И Лазар негде. 55. 55. 55. Господ мој пастир. 54 е кај мене. 54 или 55. 54. Господ мој пастир. Ајде да ја запееме. Слава ти. Слава ти, брат. 55 или 54 некаде. Никој не е како тебе. Господ Те пастир мој, ништо не ми недостасува. Он ме пасе на плодни пасишта, на тивки води ме води. ја Ја крепи крепи душа душата моја, до пат на правда тој ме води. Заради името Твое, татко мој, те љубам, мили Исусе. Не се плашам од зло, ти си со мене, мили Исусе. Твојот чезол спокој ми дава, жива вода во дробата. Не се плашам од зло, ти си со мене, мили Исусе. Твојот чезол спокој ми дава, жива вода во дробата.
trpeza i prigotvi pred neprijateljite moji, so elej me pomaza, so blaženstvo me napoji. Milosta ne pridružuva, positelji na životo, potom od tako prestojuva, mnogo dni, mnogo dni. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, mili Isuse, tvoj čezol spokoj mi dava, živa voda odrovava. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, mili Isuse, tvoj čezol spokoj mi dava, živa voda odrovava. Slava ti Gospodu Isuse Hrisте. Слава ти Господи Исусе Христе. Ние можеме сега само да пееме до крајот, да пееме и да не сопреме да пееме. Да го славиме и Амин. Срцата да ни пеат во радост. Не се плашам од зло, не се плашам од ништо, зашто ти си со мене, твојот жезол ме крепи. Слава ти Господи Исусе Христе. Видете, ти доаѓа состојба да те провери. Каде си ти? Во светот си или си во Исус? Дали си го фатил појасот на вистината, сум се стегнал за Исус и не се пуштам? Ние го имаме сега овој пример, зошто некои луѓе се исцелуваат, зошто некој седи на истото место. Важен момент е тоа. верата. Видете, ние го имаме овој случај сега, го имаме Љубиша. Тој дојде, беше изгубен, го најде добриот пастир за загубената овца. Го донесе во своето стадо. Не во земна црква, не во деноминација, во Исусовата црква. Тој е пастирот, негова е заедницата. Помина низ духовна поука, се менуваше, имаше искушенија, издржа, помина многу состојби. Еднаш се молеше се исцели детето. Друг пат тој се исцели, имаше ковид во 6 сат, во 12 немаше ковид. Алелуја. И тој веќе почна да учи. И сега добива испит на вера. Ситуација која ти вика или. И ние дојдовме до ситуација да зборуваме. Во духот, ако Исус ти дал дете, зачеток, тоа има причина. Тој го дава и зема животот. Тие можат и да решат поинаку ако немаат вера, да трчаат по доктори, да не се надеваат на Исус и да заврши приказната. Ке паднеш на верата. Дали јас ке паднам на верата? Па ќе дојдеме ние, што ме влече мене? Светот, што ќе каже? Нема да биде тоа, ќе биде. Јас знам дека ќе биде, ако Исус сака ќе биде. Пазете ја сега ситуацијата. Тие не решија да се откажат. Ние им рековме, вие мора да донесете одлука. Нема јас да носам одлука за никој друг. Ни Архангел Михаел не донесе одлука за сатаната да му рече ѓубре едно. Му рече Исус ке ти суди. Исус да те осуди. Принципот на слободна волја е важен. Не можеш ти да го тераш човекот да носи твои решенија. Ако немаат вера, ќе се откажат. Се е можно за оној кој верува. Ние имаме примери. И видите, целата состојба се менува сега. Зборовите стануваат живи. Имаме примери зошто некој се откажува. Мораш да примиш поука. Себе, здраво. Да го примиш Исус во срцето. Вистински да го примиш. Кога е Исус во твоето срце, ти не се плашиш од зло. Целата суштина е таа. Мораш да се промениш стариот начин. Стариот начин на размислување. Стариот човек. Го зборуваме тоа, но кога ќе дојде практиката се гледа. Тие добиваат испит на вера, победуваат во битка. Сатаната е поразен. Само ти треба да го дознаеш тоа. Ти треба да го издействуваш тоа. Ти треба да исчекориш. Да речеш не за сатаната и смртта. Да за животот.
да ја прославиш победата на Господ Исус Христос во твојот живот. Тоа подразбира и да бидеш слово на сведоштво. Знаете? Проблем со интернетот. Само малку за нијанса побавно. Ние може да зборуваме зошто некои луѓе заминуваат, се плашат и не сакаат да се променат. Знаете, имаме многу примери. Еве кога ќе дојдеме до тој принцип, први на ова што вели Исус, вратата на небото е тесна. На пат кон Ерусалим, Исус ги поучуваше луѓето. Мораш да бидеш ученик, да бидеш поучен, да се промениш, да дозволиш да те учи. Потребен ти е учител во дух. Не можеш да слушаш луѓе. Од слушање луѓе и земни правила, црквите се мртви. Значи ги поучуваше луѓето. Тие го прашуваат колку луѓе ќе се спасат. Исус им вели, вратата на небото е тесна. Тесен е патот, тоа е истиот стих. Трудете се да влезете во неа. Дали јас се трудам да влезам во вратата? Или си седам, ја гледам вратата и не влегувам? Бидејќи тој вели вака, штом ке стане домакинот, собственикот, тој е тој, собственикот на се, штом ке стане, ке ја затвори вратата. Значи ти имаш време кога ти е отворена вратата. Сега ти е отворена вратата. Доаѓа некој, ти зборува, ти не сакаш да се промениш. Или на брзинка мислиш дека толку е доволно, во умот. И потоа вие ќе бидете надвор, ќе тропате и ќе викате, Господе, отвори ни, а тој ќе ви одговори, не ве познавам. Не ве познавам. Кои сте вие? Со тебе јадевме и пиевме. Да, си одел во некоја црква, сте јадели, сте пиеле, се собираме, пееме, јадеме и пиеме и се враќаш надвор. Не си влегол во неговата врата. Јас сум портата, вели Исус. Треба да влезеш во него, тој да се насели во твоето срце. Тоа е процес реален. Од тело во дух, не е приказна. Ретко кој сака да ја направи. И тој повторно им вели, ти не поучуваше по улиците. Па да, по улиците. Ти треба да бидеш во срцето поучуван. Исус да не живее надвор од тебе, по улиците. Го слушаш Исус што зборува, не го применуваш. И тој им вели, не знам кои сте и од каде сте. Затоа Исус им вели, уште ли не си ме познал, Филипе? Значи не си го познал Исус. Да го познаеш значи да го возлюбиш, да го љубиш пред се. Да не може човечка реална констатација да те помести. И пак се враќаме ние на Аврам. Аврам стана пријател Божји. После 90 години доби дете. Гласот Божи му вели, однеси го и заколи го, бидејќи немаме јарец за жртва. Тогаш се дава јарци за жртва, крвни жртви, бидејќи се уште не беше дојден Исус. Тој го зема, не се колебаше. Го зема детето, пазете, не се двоумеше. Тоа е исто. Ако останете трудни, ќе почине или таа или детето. И ти ќе речеш што, го земаш детето или не? Исус го дава животот, рече Аврам. Ако го заколам, ќе го воскресне. Пазите го тој исчекот. Дали ние го правиме тоа или го слушаме светот? Не знам кои сте и од каде сте. Бегајте од мене, зашто вие вршите зло. Зло вршиме. Кога го ја вршам својата волја. Своите желби постапувам како светот. Не, нема да постапувам. Јас сум Исусов представник. Ќе живеам надприроден живот. Духовен живот ќе живеам. И сега тој вели, ќе дојде ден кога од цел свет ќе седат на трпезата, вие ќе бидете надвор, некои што се овде презрени, надвор се почитувани. Односно, во Царството Божјо ќе бидат почитувани. Важен момент е тој на слободна волја. Што всушност сакам јас? Дали себе си се љубам? Дали го љубам светот? Дали некој член на семејството може да ме повлече назад? Дали сакам да се исцелам, да се вратам на старата природа? Дали вистински сакам да се променам, да останам во љубовта, да бидам негов ученик? Вратата е отворена. Дали ќе влезам низ вратата е мојот проблем. Дали сум го донал тоа решение или ќе останам надвор кога ќе се затвори?
Зошто некој се исцелува, а некој не? Пазете, дали сум ја покорен на Исус? Имавме една сотрудничка. Сме се молеле со години. Беше од една друга земја преку океанот. Никаква промена. Упорни молитви во истата кал, во истото, гледа на интернет се и се што јаде секаква храна, слуша некој проповеди ваму па таму, па се плаши од тоа, па јас си велам не слушај, продолжува да слуша. Па дојде еднашка, па избега, па пак дојде уште еднашка од далечината, па пак избега, па пак ми вика молете се, па пак и ништо, никаква промена. Ни вика дојдете и свирете сега. Ние не сме оркестар за свадби. Ние сме оркестар за погреби. Кога ќе умре стариот човек, тогаш ќе дојдеме да свириме. Или некој ми вели, немам време јас. Немам време да се моли, ако може побрзо, имам други работи. Знам дека немаш време, јас го гледам тоа. Ќе се затвори вратата и ќе останеш надвор и после ќе лелекаш. Види, слушаш таму, одиш ваму, јадеш таму, одиш 100 километри, 500, а тука доаѓа, например, еве ти пример, покорен, дојде како јагне, поверува, слуша поуки во недела, во четврток, во среда, во вторник, се промени, целата група има движење. Мораш да си покорен. Или имаш жет за знаење, например, кој возгордејува и така натаму. Каде сум јас? Битен момент. Секаде сум по улиците каде што поучува Исус. Исус не поучува по улиците, мораш да влезеш во неговата заедница. Тој да влезе во твоето срце, ќе ти вика бегајте, не ве познавам. Пазете сега. Друга имам состојба, исто сотрудничка, не е важен повод. Долги молитви во тешка состојба. И една вечер слезе духот, сила огромна. И ми вели кажи за мене. И јас си велам, Господјо, за нас завршува овде молитвата. Ние можеме уште 100 години да се молиме за вас. Вие ќе стоите во истата точка. Во истата точка. Сега добивате, имате наплив, застанете и речете, татко, Исусе, се покајувам, помогни ми да оздравам, да се променам, не сакам да бидам ваква. Можете да го кажете тоа? Да. Од тогаш ја дувна. Пројдоа 3-4 години. Во истата кал. Проси како оној пред храмот кресна, бара пари и помош од луѓе, да оди во некоја клиника, оди по некои манастири, оди на разни места. Нема промена. Вратата се затвори. Дали ќе има некој друг да ја каже? Друг пример. Се молиме, има проблем со детето, еден ден се зарековме дека ќе се исцели, рече таа, тераме напред, се случија промени, ставивме некои работи, се повлекуваше, еднаш ми вика не доаѓај. Детето и рекло да не сака молитви веќе. Пазете сега, кого јас го слушам? Имаме пример, синот ја одлече наша сотрудничка во сатанска црква. Мајка му го одлече да пие апчиња. Партнер фатила нов, не ја пушта и ти седиш со него. Па ќе изгинеш, бре, човек. Пазете сега, ја ќе го слушам син ми. Ако го слушав јас син ми, ја ќе завршам кој знае каде. Затоа што тој прави некои други сатански дејства. Или тој не сака да оди на молитвена терапија. Ако не сакаш, со Библијата поглава, бам, во името на Господ Исус Христос стани и оди или ќе умреш. И ни го имаме примерот на една наша сотрудничка. Синот беше во болница. На работ. И јас му реков, ќе умреш бе дечко. Ако не застанеш пред Исус сега, готов си, ти затвара вратата. Се разбуди, се надевам ќе остане буден. Вратата ќе ти се затвори. Бегајте, не ме познавам, го слушаме Исус по улиците. Каде бе по улиците? Па тој не сака да бидеш ти по улиците. Ти треба да одиш по градови да го проповедаш Евангелието. И сега што да ти раскажам уште други работи? Одиш таму и лево и десно, јадеш се и се што. Добро треба да размислам дали се поклонувам на ликот на цверот. Гледате како се напаѓа од сите страни. По децата, по семејствата. Нема време веќе да се прочистуваат душите. Демони стануваат луѓе. Демони се нафрлаат. Тој што го нема знакот, белегот на челото на Исус ќе биде мачен. Тоа се сите членови на нашите семејства. Ние можеме да го извадиме мечот на духот. Брзо е, Мандер. Од молитвен човек, понизен, да почнеш да се бориш, да изјавуваш во духот, бегај од мене, Сатано.
Можеш да му кажеш на било кое дете, замолкни во името на Исус, ке те фатам вака и ке те треснам. Бевме еден случај, така еден посилен човек, и дојде демонизиран, ја отвори вратата, излага и ми вика, повисок од мене 2 глави. 1, 2, 3, јас немам сила, но неговиот жезол ме крепи. Се фатив за жезолот и му викам за 3 секунди, ќе дојдам сега со мечот на духот, ќе те изгорам на колена во друга на соба. Тра, како бабче отиде. И мајка му вика, па тоа е суштината. Дали јас ќе останам во Исус или не? Кои сме тие ние нас сега, пак ќе дојдам јас. Нас, нашата заедница. Комплетно не сме нас, ние му припаѓаме на Исус Христос. Припадност, сум му предал се, не се сомневам. Одам по вода. Ке го однесам било кој да го жртвувам. Те сакам, Господи Исусе Христе. Кој ќе ме прослави јавно, ќе дојдеме пак. Сите овие чуда, имаме друга сотрудничка, срцето и се исцели. Беше во криза, ја најдовме, се врати, се среди и се оправи. Отиде во еден манастир и се слоши. Знае таа. И реков, тоа ти е знак да не одиш во манастир. Зошто одиш? Па да ја помогнам на некоја другарка. Па не ја слушај другарка ти. После тоа прими 2 вакцини. Пак ја фати срцето. Откога се покаја за вакцините, повторно и се исцели срцето, не треба да пие лекови. Треба да сведочи за тоа. Мораш да се покаеш за гревот. Не можеш да му се поклониш на било кој таму. Ни на Гоце Делчев, ни на Јане Сандански, ни на овие лоповите таму, ни на Дедо Мраз, ни на не знам што Кока-кола. Само на Исус му се поклонувам, се држам за него и победувам. Што друго да кажеме, кај дојдовме? Исус дава сила да се издржи се, но ние дали, сатаната сведочи секаде, за Дедо Мраз, за Кока-кола, за спортисти, за лекови, за се и се што. Дали ние сме доволно гласни? Дали ние одиме како што вели Исус овде? Пазете, на пат кон Ерусалим сме ние. На пат сме, не сме овде да стоиме. Имаме земен Ерусалим, кој е мртов. Кон небесниот Ерусалим сме ние на пат. Ако Исус живее во моето срце, значи тој оди низ градови и села и ги поучува луѓето. И доаѓаме сега до последните стихови. До последните стихови. Ве уверувам, Исус вели, ве уверувам, јас сум вратата за овците. Друга врата нема. Размислете додека е уште отворена вратата. Сите што дојдоа пред мене, Исус вели, беа кратци. Значи доаѓаат кратци, разбойници, но Божјите овци нив не ги слушаат. Дали сум вистински Божја овца? Го слушам светот, син ми, докторот, не знам што, диагнозата. И така натаму. Сите што дојдоа пред мене беа кратци. Овците го слушаат Исусовиот глас. Му го познаваат гласот. Замислите, слегуваат поуки овде во група, благослов невиден. Мораш да го слушнеш тоа, да го слушаш, да се храниш. Ако не се храниш духовно, ти си мртов, немаш сила. Немаш сила ако гледаш филмови, телевизии, те труе тој сатаната. Со секакви глупости. Благодатен оган. Како благодатен оган во непокајана црква, која е сатанско дувло, бидејќи Богородица ја пишува дека е содржителка, па тоа е сатаната, ви се смее. Па затоа Богомилската книга е забранија. Таа книга е 5 пати подобра од сите сатански евангелија на православните и католиците. За иконите и светците во црквите ви се смеат демоните. Тоа ни го каже и нашата кума, тетка Мира. Таа не беше кузне како христијанин. Леле, што гледам за иконите, што има. Пазете сега. Благодатен оган не може да слезе, што ќе му е на Исус физички оган. Духовен е оганот. Духовен, да се распламтиш ти. Да одиш и да викаш Исусе, те сакам. Овците го слушаат неговиот глас, му го познаваат гласот. Тие ме познаваат и јас ги познавам. Својот живот го давам. Даваме неодредено време. Го дадов, не е минато. Бидејќи во духовното царство нема минато сегашто иднина. Го давам за овците. Тој го даде твојот живот, нема ти што да се плашиш.
и нив ќе ги приберам, ова е добрата вест, нив ќе ги приберам тие што се надвор, кога ќе го слушнат неговиот глас, кога ќе дојде некој да зборува во името на Исус, во духот, а не во телото. Тогаш ќе биде едно стадо, еден пастир, и ние ќе стоиме и ќе велиме не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи. Ова е Јован 10:3-16. Чии глас го слушам, по кого одам, чија волја исполнувам, се разбира само на Исус. Само на Исус му се поклонувам. Оти тешко нас ќе биде. Тогаш ќе го немам печатот на Исус на челото. Сите оние што му се поклонија над зверот и го имаат жигот над зверот, а го немаат белегот на челото на Исус, ќе бидат мачени. Тоа се тие дни. Гледаме во нашите семејства што се случува. Не само во нашите, во обичните се случува демонско, сатанско разјадување. Љубовта изладува, луѓето стануваат чисти демони, демонизирани. Природна, нивната вистинска природа на земјата падната излегува, сатанско-демонска, а нашата изворна Божја природа се намалува. Те сакаме, Господе Исусе Христе, Ти благодариме за сите исцелувања и чуда што ги правиш и што не водиш да има уште чуда, да ја пружиш раката додека сведочиме за Тебе и се радуваме да се случуваат чуда во сите семејства, исцелување во целата заедница, Духов Исусов да не преплави љубовта Исусова, да гориме со распламтен дух, да бидеме светлина на светот. Те сакаме, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе Те љубиме. Одиме со број 1. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Исус. Да. Амин. Ајде, деца. Број 1. Слава Ти, Исус. Христе Боже, чекаме да се изгестикулира и да ја пуштиме на интернет. Ајде. Нова песна нема последната? 1. Не, Првата. Тамо е 61. 61. Нова песна. Христос. Не? Не, Христе Боже, јас те Христе Боже, љубам. број 1. Извинувам, број 1. Од Ана песната. Ајде. Број 1. Исусе, Те сакаме. Христе Боже, јас те љубам, Исусе, за секогаш во моето срце Ти насели се, Ти ми даш сила, љубов, мир и победа во се, и во радост ќе Ти служам, Ти си вратре во мене, и во радост ќе Ти служам, јас те љубам, Исусе. На колена пред Исуса и мало саро возлюбено. На колена пред Исуса и мало саро Исусово за секогаш. Исусе, во секаде, Исусе, на секаде, Исусе, за секогаш, Исусе. Христе Боже, јас те љубам, Исусе,
љубов, Бири поведало се, и во радост ќе ти служам, ти си внатре во мене. и во радост ќе ти служам, јас те љубам, Исусе. На колена пред Исуса и мало старо возлюбено на колена пред Исуса и мало старо Исусово за секогаш. Исусе, посекано. Исусе, насекаде. Исусе, за секогаш. Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Нека пожеламе путата да посведочи Марија. Ние заборавивме, имаме уште едно чудо исто што се случило. Ај сега. Имаме двајца сотрудници од црквата заедницата што слуша со срцето. Едната слуша песни, другата слуша Божиот глас. Видете, за Господ се е можно. Слава ти, Господи Исусе Христе. Сега, само да те видам, Марија. Да. Еве вака. За да зна кој зборува.